Во Македонија мора да се донесе нов и подобар закон за следење на комуникациите, кој прецизно ќе дефинира кој се може да ги следи комуникациите, но и за да се избегнат злоупотребите кои имаат сериозни последици по општеството. Ова е ставот на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, кој денеска ја отвори меѓународната конференција Следење на комуникациите, законска рамка и искуства, улогата на јавниот обвинител, на која учествуваат јавни обвинители од Албанија, Црна Гора, Косово, Хрватска, Русија, Турција, Бугарија и од Словенија. Во продолжение дел од неговата изјава. Прекумерното користење на ова исклучително ефикасно средство за борба против организираниот криминал, корупцијата и тероризмот, од една страна, но и средство со кое директно се задира во основните човекови права, од друга страна, и се почесто надвори кај нас, но и на глобално ниво истото се злоупотребува. Следењето на комуникациите остана во рацете на Министерството за внатрешни работи, бидејќи до денес тие исклучиво ја поседуваат потребната опрема. Тоа се главните забелешки на меѓународна заедница. Од овие причини, несомнено е дека целокупниот процес на следење на комуникациите во Република Македонија по стабилизирањето на политичката криза треба да се реконструира. На таа цел се преземени повеќе мерки. Нелегалното следење на комуникациите доведе до голема општествена криза во Република Македонија, рече Марко Зврлевски, државниот јавен обвинител. Тоа е и темата на денешната емисија, во која ви посакувам добре дојде на сите оние кои што ќе се вклучите дали преку јавувања на телефонските броеви 0260 91 924 или 0260 91 925 или преку коментари на фан страницата на Очи во очи и мој термин или можеби преку порака таму. Дали некој веќе имаме на линија? Добар ден. Има Оглен, добар ден, после подолго нејавување ве се јави. Повелете, ве слушам. Како точно гласи темата, се извинувам? Зврлевски рече, нелегалното следење на комуникациите доведе до општествената криза во Македонија. Да, благодарам. Па вака, што го рече Зврлевски, го гледав, но тоа можеби еден мал дел е точно дека не се легално правени, но тој што ги правел, знаеме дека свесно ги правел, со тоа да може да контролира сите оние со кои во момент соработува и владее. Тоа не е нарачено од некои структури СДСМ. Знаеме дека тоа е нарачено од Мијалков и од Грски. Тоа е докажано, тука нема дилема. Што некој се прифати сам да оди во затвор, наводно некој од овие другите им го нарачале, тоа нема врска. Измени може да има, но во корист на граѓаните, а не во корист на политичарите, без разлика од која фелате, од која партија се. Така да, тоа што Зврлевски сега го збори, Вангеловски, председател на Врховен суд, тоа нема врска, бе. Ние знаеме каков човек е тој, но сепак дојде во најголем суд да биде председател. Така да, полека, многу добро оди СДСМ. Тие не се предават, знаеме се што прават, на крајот ќе мора да паднат и да платат за сите греови што го направија на овој нападен народ. Добро, еве толку, благодарам Оглен, пријатно да... Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас, погласно држијата, повелете. Само нешто. Утре, ако може, насловот на темата да ви биде Огнен, бегството на господинот во наводници Груевски. Добро. Тоа сакам, само за тоа бегството на Груевски од Македонија. Добро. Изгледа, гледа човекот дека крај му е. Добро. Да, пријатно се не. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Дали се слушаме? Добар ден. Некој имаме на линија. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, зборувајте. Поздрав до мисията, добро. Благодарам, поздрав и до вас. Илегална криза. Ја мислам криза доведе, знае се кој. Имаме ние лидер што ме признава судови. Кој е тај? Ќе го кажеш ли, Огнен?
Зборуваме за нелегалното следење на комуникациите за кои што обвинителот Зврлевски рече дека довеле до општествена криза. Друго, кој доведе вака кризи, немаше од кога дојде влада 2006 години. И ако судите бе 617 на ОЦДСМ Оше, и Оше се јавни обвинител беше Александар Прчевски, дека е тај. Ама кризата за која што сега се случува, обвинителот Зврлевски вели дека е поради следењето на комуникациите. Кои комуникации ги прават? Па ево, како Шереп изигра заедно. Не признава судови. Катица шо е? Катица Јанева кој е? На сите судии, на сите обвинители не признава председател, не признава премиер, не признава никој не признава. Значи она нади. Они кризата прават. Не е друг прави. И криминалот они направија. Додека владата се јавува од власта се јавува доброволно во судовите, немат кривична пријава, а кривични пријава што има тоа СДС и Петри Шилегов, Шикеринска, колку станови има, колку јакти има, колку види, се кажа го јавно. Како криминал да гони? Петри Шилегов 1.200.000, најмалку 2 милиона евро има најниз. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Мислам дека сосема е коректно од ваша страна да се држиме до она што ни е зададена тема на емисијата, а тоа е Зврлевски. Нелегалното следење на комуникациите доведе до големата општествена криза во Република Македонија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да ве поздравам, да ви посакам убав работен ден. И јас вам убав ден. И да ве храбро со нас, гледачите, кои што се обидуваат и да ве нападнат, и да ве деградираат. Благодарам, повелете. Не има секакви. Така. Точно. Повелете. Видете, сега не можам да разберам Зврлевски во кој контекст го кажува ова. Дали нелегалното прислушување кое што го вршеле представниците на власта доведе до општествена криза. Ако веќе е така, бидејќи вистина немало кој друг да прислушкува освен власта која што била задолжена за тоа нелегално прислушување. А тоа нелегално прислушување знаеме и по чија наредба, по чии директиви тоа се вршело. Ако на тоа мисли, па добро, иако доцна се освестил човекот. Но мислам дека повеќе кризата настана од сето она што го слушнавме, од криминалот кој што е направен, кој што преку тоа прислушување видовме за каков криминал станува збор. А овде не можеме да кажеме дека опозицијата го правела криминалот, бидејќи немало како таа да го направи. Криминалот е направен од власта и треба да се понесе одговорност. Но мислам дека сега илузорно е Зврлевски ова што го кажува. Тоа требаше тој да си својата улога, својата позиција, своите овластувања согласно законот и уставот, требаше кога се поднесоа пријави или во крајна линија и по допрен глас обвинителството отвара постапки одредени за одреден криминал, но тоа не се случи од страна на обвинителството. И сега не знам зошто овде го меша, дојде до формирање на специјалното јавно обвинителство токму од неработењето на ова негово обвинителство, така ќе кажам, и на обвинителството на владеачката партија, бидејќи тоа беше само нивно и ничие повеќе. И да тие работеа согласно законот и уставот и да ги процесуираа сите тие криминали за кои што имаше основано сомневање, до сега немаше да дојде до оваа криза. Но еви денеска гледаме како продолжуваат тие во нивни стил да ја обструираат работата, да ги малтретираат граѓаните, да го малтретираат овој народ. Мислам, сето тоа веќе ни е познато и за сите ни сме од се. Крајно време е да се освестиме, затоа што сите ние си ја сакаме државата, не се само тие патриоти. Треба и нашите деца да живеат, кои што ги избркаа од државата по нивна заслуга и
Мислам дека крајно време е да се преземе нешто, затоа што не се само тие патриоти кои што на улиците да не се групираат. Бидете поздравени и ја имате целосната поддршка од нас граѓаните. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Следење на комуникацијата како начин за зачувување на безбедноста на нашата држава представува предизвик со кој јавните обвинители секојдневно се соочуваат. Средствата за следење на комуникациите ги нарушуваат основните човекови права и придонесуваат за дестабилизација на општеството. Сведоци сме на честа злоупотреба на механизмите за следење на комуникациите, рече Зврлевски. Барањето за нов закон го образложи со фактот што во моментов Македонија следењето го врши исклучиво Министерството за внатрешни работи, иако законот овластува и други државни институции. Со законот, повеќе институции како јавното обвинителство, МВР и Царинската управа имаат овластување да ги следат комуникациите, но тоа останува само на хартија, а следењето на комуникациите е целосно само во рацете на Министерството за внатрешни работи и најчесто без знаење на јавните обвинителства, додаде Зврлевски. Недостатоците во законот се една од причините кои доведоа до скандалот со нелегалното прислушување кое остави сериозни траги во македонското општество. Нелегалното следење на комуникациите доведе до голема општествена криза во Република Македонија, но ова не е прв пат системите за следење на комуникациите да бидат злоупотребени во земјава, истакна шефот на обвинителството. Добар ден. Добар ден, Огнен. Поздрав до вас, повелете. Огнен? Да. Денес нема да ви пеја. Добро. Него многу сум среќна кога слушнав дека Зврлевски знае да зборува. Па тој со години не знаеше да збори, од кај излезе, од која саксија излезе и тој како Иванов. Со години би се крие, сега проговорија. Што им стана на луѓето, не знам. А за Заев, да му се даде Нобелова награда. Еден маж излезе во Македонија од 2 милиона жители, еден маж излезе. Тој, ако не беше Македонија, ќе одеше во неповрат. Чека. Добро. Ви благодарам за што ме сослушавте. Голем поздрав и се најдобро. Голема поддршка, Огнен, за вас. Благодарам, поздрав и до вас и ви посакувам убав ден. Следниот пат да ни пеете. Добар ден, велам кому следно, повелете. Добар ден, Огнен. Ве слушам, добар ден. Зврлевски ти лично јавен обвинител? Тоа му е функцијата. Тоа е срамен за Македонија, тоа не личи на обвинител. Тој поише ми личи во романчето на капитан Маркос. Жалостна слова, ако се сеќаш. Мислим мало, не знам дали... Ги памтам книгите, да. Капитан Марк. И имаше една жалостна сова имаше во тоа, во тој роман. Така ми личи и Зврлевски. Он е обичен криминалец, он треба да иде во затвор, не да биде јавен обвинител. Разбирате? Он треба да до сега требаше да има барем 2 години стаж Идризово. Добро. Он дозволи да се уништи и апаратите за прислушкување. Кој ги уништи? СДС ги уништи. Они ги уништи. Они прислушкуваат, други бета дека прислушкуваат. Тоа е срамота, бе, во една цивилизирана земја. Дали е тоа дозволено? Они кога излекуваат тие прислушкувани материјали, они требаше оставка да си поднесат сите да доведат. Па да се имаше нови избори, па ќе се видеше дали они се управо или не се управо. Биди ми поздравен и напред со тебе. Благодарам за поздравот и јас ви го возвраќам и посакувам пријатен ден. Председателот на Врховниот суд на Република Македонија, Јово Вангеловски, имаше сличен став со Зврлевски. Следењето на комуникациите е ефикасен инструмент во истрагата. Истражните мерки во новиот закон се усогласени со меѓународни закони. Кога постојат сомнежи дека се подготвува дејство против државата или вооружените сили, барањето за следење на комуникации јавниот обвинител го поднесува до Врховниот суд. Правната рамка е битен сегмент и практичното делување меѓу надлежните органи во државата и надлежните органи во регионот ќе донесе до подобрување на законската рамка, рече Вангеловски. На меѓународната конференција не беа поканети представници на специјалното јавно обвинителство, кое беше формирано токму поради скандалот со нелегалното прислушување. Добар ден. Добар ден, млад господине. Ве слушам, повелете. Илија Ристовски од Прилеп. Поздрав до Василија, повелете. Дали мислите дека нелегалното следење на комуникациите доведе до оваа криза?
Лично вие. Само пренесувам она што има кажано Зврлевски. Вие поставувате темата. Молам? Вие поставувате темата, адбирате. Да, јас ја поставувам темата за вие да ја коментирате, а не јас. Да. Тоа што јас ќе коментирам. А дали знаете, вие млад господине, милувате многу да гледате во факти. Добро. Да. Дали знаете дека дека Трамп, еве сега се жали дека Обама му ги прислуваш комуникациите, Да, така? знам, да. Дали знаете дека Меркел се жалеше дека Обама ги прислушкал комуникациите? Добро, да. Дали знаете дека председател на Франција се жалеше дека бил прислушкан? Добро, да. Дали знаете? Дали тоа негде предизвика криза? Молам? Дали тоа предизвика криза негде? Криза? Да, негде. Во Франција, Германија и Америка. Не. Дали предизвика? Но дел од нив се уште не се разрешени. Дали предизвика криза тоа нелегално прислушкуване? Затоа велам, дел од нив се уште не се разрешени како проблематика. Ама дали предизвика криза? А дел не знам затоа што не живеам во државите за да ви кажам детално дали предизвикале криза. Прашањето дали тоа доведе до криза? Ќе ви кажам повторно, не знам во детали затоа што не живеам во државите и не ме ни интересираат толку како тука. Ама како прашање е ова? Па јас ви одговарам на прашањето, господине, тоа што не го разбирате одговорот, тоа е друго. Господин Огнев. Друго? Уште нелегалното следење не е докажано кој го изврши. Добро. Нема судска завршена. Значи, вие мислите дека сегашната криза во која што живееме има врска со нелегалното следење на комуникациите? 100%, господин Огнев. Добро, со што има врска? 100%. Ета вака, вие сте, мислам, препаметен дечко, многу ве почитувам без разлика на опциите наши политички. Јас немам политичка опција, може би имате вие. Јас немам. Па тогаш што кажувате за опциите наши политички? Политичката опција не е само партиската опција. Идеологија станува збор, не е опција, туку е идеологија, повелете. Да. Вака да ви кажам, вие кажете дека има право да прислушкува некои цитати, кажувате УЈП, некои други институции право да прислушкува. Не кажав за УЈП, кажав за МВР, потоа кажав за Царинската управа, не. УЈП не ви го спомнав. Се извинувам, Значи, јавно обвинителство, Министерство за внатрешни работи и Царинска управа, тоа е од изјава на Марко Зврлевски. Јас не кажав тоа, ако кажува Зврлевски. Дали слушате вие и читате? Вие сте препаметен дечко и читате. Дали знаете дека моментално на територијата Македонија преку 100 организации делуваат, да речеме, тајни служби? Дали знаете? Не. Сигурно знаете, читате, вие сте препаметен дечко. Вие ме прашавте, јас ви одговорив, не знам. Така. Па има право, преку територијата на Македонија, на територијата на Косово, Бонстил, Арачиново и на две локации во Македонија и во Албанија, има преку 100 тони дено се произведува дрога. Белородие, оружје се пренесува. Дали вие нема да дозволите некој да ги прислушкува и нелегално да прислушкува државата? Значи, господине, не може вие нелегално да прислушувате некој за кој што постои сомнение дека има сторено криминал или ке стори и при тоа треба да го прислушувате. Значи, тоа се две различни работи. Вие можете да извршите следење на комуникациите доколку се поднесе барање од страна на јавниот обвинител до Врховниот суд. И тогаш тоа е веќе легално. Значи, да ве прашам, бидејќи темата не е толку широка, доколку нелегалното следење на комуникациите не ја предизвика кризата, тогаш што ја предизвика кризата? Вас ви е премногу јасно. Не, јас вас ве прашувам. Ја мислам дека кризата е предизвика борбата на богатите и сиромасите во Македонија. Добро. Затоа што некои 5% имат многу пари, а премалку луѓе имат малку пари. И вас ви е тоа јасно. Добро. Јасно ви е? Тоа е еден аспект. Затоа избега луѓето кај што не треба да одат, така ли? Тоа е еден аспект. Комуникацијите се изговор. Така. Јас ке ви се заблагодарам тука за јавувањето, бидејќи не постоите само вие во емисијата, ви благодарам и ви посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Гледачка од Скопје. Поздрав до вас, повелете. И јас ве поздравувам. Благодарам. И ќе кажам дека Зврлевски многу рано се сети за комуникациите. Кај беше досега човеков? Живееше ли во некоја друга држава кога режимските телевизии трубеа на сестрани, тие не ја предизвика криза, тие како да не постоја досега. А сега наеднаш му текна дека комуникациите нелегално
следеле и предизвикале криза. Тој човек очигледно дека досега е имал главата во песок како ноевица ставена, па сега по диригентската палка на нивниот вожд, да го кажем, кој напиша сценарио и си ја летна за Малта, да остави овдека да вадат други врели костени од оган. Се ова, миже, јас сам да ти бајам, зашто подолго да се одолговлекува конституирањето на парламентот, за да си ја спаси некој кожичката. Јас им препорачувам дека граѓаниве сметам дека доволно време изгубија и веќе немаат живци да ги гледаат овие циркуси во нашава држава. Искрено да ви речам, според моје мислење, владе действието на ода за лудоста. Добро. Сметам дека сме во истата каша и им препорачувам на овие што имаат мнозинство, на вистина челични живци имаат, што дозволуваат ваква циркусијада. Кога сите адути се во нивни раце, нека го направат парламентот, нека застане најстариот пратеник и нека оформи еднаш веќе, се оформи влада да почне да функционира. И вам ќе ви се заблагодарам за јавувањето и ќе ви посакам убав ден, бидејќи за тоа ќе зборуваме веќе во втората емисија, а не во оваа, тоа не ни е тема на очи во очи. Илче на Facebook ни вели, не знам кај да ти пишам за да поставам прашање, но сакав да го прашам човекот што те прашуваше за Обама, Меркел и други лидери што биле следени ко нашиве, да го прашаш кои криминали ги имаше во нивните разговори. Добро, тоа е пораката на Илче. Даниела вели, јас имам само едно да резимирам, си имаме работа со опасна мафијашка структура. Поздрав голем Огнен, ви посакувам во ден, благодарам и јас вам, Даниела. А Даниел пак вели, поздрав Огнен, не можам да воспоставам контакт на телефон, морам вака со коментар како вчера. Веќе сме уморени од оваа ситуација, собранието е хаос, начело со, добро, не е во однос на темата, после ќе ви го прочитам коментарот. Сашо вели, право чудо е како луѓето не прават разлика помеѓу прислушување и снимање на разговори. Службите прислушуваат затоа што тоа им е работа, а снимале сосема други луѓе со намера да уценуваат и условуваат од политички причини. Тоа е барем сосема јасно. Добро, ни се мешаат два звука во режија. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Имаме. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до екипата на 24 часа. Благодарам, поздрав и до вас. Тебе посебно. Да, благодарам. Само сакам една реплика. Не е битно прислушкувањето што се фатиле за прислушкување или битно е криминалите што се направиле, плячката на столетието, убиствата, Монструм, Мартин, тие работи се проблем, а не е проблем прислушкувањето. Благодарам и дека сватат веќе еднаш дека за тоа се работи. Не за прислушкување, него за работите што ги правеле. Така. Фала многу. Благодарам, да, благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, 30 секунди. Хајде, повелете. Би те замолил, Огнен. Да. Пошто не замараш и нас, добро. А верувам дека и ти се замараш. Како претходно што се јави Прилепчанецот ти поставува прашање, можеш ли да ќутиш и да не му одговараш, пошто стварно веќе станува нервоза кај другите гледачи и слушатели на ТВ24. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, би било многу некултурно од моја страна доколку молчам на нечие поставено прашање. Затоа и впрочем во очи оставивме простор да траат подолго јавувањата и коментарите, за разлика од тоа во мој термин си постојат 2 минути и толку се тие 2 минути, кој што кажал. Драган вели, Зврлевски е во топ 3 виновници за состојбите во државата, како не му е срам тој да се јави и изборува. Од стручните лица на кои им е јасно како покривањето под наводници на криминалот ја разруши државава, од страна на Зврлевски и нему сличните во правосудството сме на ова дередже. А оставката не е ни промил казна за злосторството што и го прави на државата и на народот. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поголемо злосторство, поголем криминал,
Значи, поголема корумпираност од издавањето на сопствениот народ, на државните интереси на македонскиот народ не постои. Значи, поголеми криминалци и поголеми будали од тие што се предавници не постојат. За мене тоа им е поздрав до сите предавници. Ништо друго, поголема срамота брука. Значи, Патриум прима темпоре прво пред се татковината, а после всекакви демагоги, подмитени, подкупени, соросоиди, несвесни, национално неосвестени, духовно непродуковани и така натаму. Значи, сметам дека не треба да дозволите за тоа што е тоа и прво кривично дело, се разбереме. Значи, не можеш така да напаѓаш институции и тоа преку јавни медиуми. Не можеш да напаѓаш луѓе. Зврневски сега бил крив. Во интерес на државата може да има и нелегално прослушување, тоа што прво е татковината, а после се друго. Поздрав и се најдобро. Добро. Поздрав и до вас. Режија, само уште еднаш да ви повторам дека слушам собрание на звучници. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, имаме. Да, ве слушам, повелете. Видете, Зврлевски е човек кој што направи огромна грешка, бидејќи тој мораше да знае, барем од докрен глас, мораше да знае за сите овие далавери, меѓутоа не реагираше, ама баш уопште, се правеше глув и нем на сите овие работи и сега наеднаш коментира и кажува дека следењето на комуникациите ја направи цела ова криза. Не е точно. Дефинитивно самиот премиер ги призна дека навистина има вистина во целата работа, во тие снимки, во тие работи, дека има вистина. Вистина, полувистина и што ти ја знам на вистина, меѓутоа на прво место беше вистината. Така да не знам зошто Зврлевски, кога веќе имало некоја вистина, зошто не реагирал тогаш и зошто го дава овој коментар сега. Мислам дека ги испревртува нештата и вели дека тоа нелегалното следење, тоа не е нелегално, тоа беше следење вистинско и беше потполно легално, меѓутоа некој го проби и го кажа, го беше снимено и снимките беа добиени. И беа представени на заедно ги представи како што ги представи, како што одреше поред, се направи, што ти ја знам, Пршински договор 1 и 2, се дојде до избори, се добие изборите, онака како што излегува изборите, онака како што требаше да излезат и дефинитивно се виде дека имаше далавери и во гласањето, и во тендерите, и во сите тие работи што беа местењето на гласови, местењето на гласачи, фантоми и едно друго, сето тоа излезе накрај на виделина и е вистина, се докажа дека е вистина, така да не знам, Зврлевски ми се чини е во некоја буднило сега и не би требало во, како што си чутеше, парано нека си чути и понатаму. Подобро му е отколку да прави нови грешки. Тој веќе направи премногу грешки спрема овој народ, големиот патриот Зврлевски. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дејан вели, ете гледате, може би треба да се продолжи со прислушувањето, корисно било. Додека пак во другите коментари, Сашо вели, не берете гајле, за кратко време ќе излезат скриените разговори што беа во компјутерот на Чаушот, многу јасно ќе се види кој и зошто снимал. А понатаму пак, Тодор вели, Зврле ја откри Америка, Беда ВМРО-вска, каков обвинител, обичен шараф во системот на ДПМН. Добро. И коментар, мислам дека имаме тука уште еден. Толку. Добро, одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Вака сега, во врска со прислушкувањето, јавното обвинителско, мислам, Агенцијата за разузнавање има право да прислушкува и да постапува во прислушкуваните материјали. Тоа е правото на агенцијата. Меѓутоа, јавниот обвинител треба да презема действија што содржат прислушкуваните материјали. Дали има некој криминал или нелегална трговија или нешто друго, па затоа јавното обвинителство треба да презема одредени мерки во врска со тоа действие што се случува при прислушкуваните материјали. Меѓутоа, во изминатиот период гледаме дека
се што се случува при слушкуваните материјали и партијата на власт ги користеше, посебно ги снимаше за уценување на личности кои не мислеа како нив. Зато има вина господинот Зврлевски што не презеде никакво действие врз основа на прислушкуваните материјали. Тоа е кривицата кај него. А прислушкување во секоја држава и секаде заради безбедности причини има секаде. И толку ја од мене имам, ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Зафир вели, Огнен, се е ова грчевита борба за елиминирање на СЈО, знаат што има СЈО како докази и што ги чека. Знаат за тоа што и тие ги имаат лентите со разговорите, ама не смеат да кажат. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ја слушам malo друго се збори на телевизија. Не, вие сте, повелете. Може би има доснење некој на гласот. Ја што сакам да прашам. Зашто? Да. Ве слушам. Еве, други се јави. Не, вие сте, господине, тоа е може би доснење на гласот. Ние ве слушаме вас, зборувајте слободно. Па нема, еве, гледам на телевизија, он со друго го збори. Ама намалете го тонот на телевизорот. Телевизорот не ви е директниот пренос на она што го зборувате, туку слушалката во која што комуницираме. За да не ви... Сега да нама... Ајде. Може се? Да, зборувајте, ајде, повелете. Сакам да кажем зашто не го спроведувате од 94-та, од 90... Господине, вие сте на линија, зборувајте, ние совршено ве слушаме и јас и гледачите. Зошто не го спроведуваме од 96-та, што? Господине? Се исклучи гледачот на крајот. Во ред, Сашо на крајот вели, во снимките има само индиции за некои работи, а за докази треба многу повеќе работа. Верица вели, прислушувањето требаше да им ги отвори очите на оние што при очи се слепи, ама за жал тие не можат да го видат криминалот, љубовта за партијата им го испрала мозокот. И тоа се последните коментари по однос на денешната тема. Се гледаме јас и вие во мој термин веднаш по Андрија и Анđелка, а во продолжение следува дневникот во 17 часот. Пријатно до тогаш. Tu mi je mama moja poklonila vazu, možda budeš pažljiv sa njom, molim te, naglasim da posebno vodi računa na tu vazu. Znači, taština vaza. Sine, ajde uzmi bre vazu, bre! Šta se uradi, bre? Андрија и Ангелка се селат. И ова е можеби најдолго што сме ја виделе Ангелка да молчи. И толку беше. I don't know what's on the menu. Па ја ќе да ти објаснам. Ајде. Сармице од зелја. Сарма. А мале, волица little. Андрија и Ангелка, вечерва во 22 часот. Нови сладки берег на косој.
Серијата ќе ве насмее, а Велнео Шијацу масажерот 2 во 1 целосно ќе ве опушти од напнатоста во грбот и рамената. Со помош на масажните топчиња добивате идеална топлотна и шијацу масажа. Искористете ја специјалната клуб 5 цена од само 6990